студио на Маквакс. Денеска разговараме на темата дали треба да се дозволи марихуаната да се користи на јавен простор и дали треба да се легализира за да може секој да ја користи, а не само по медицински цели. Заедно со мене во студиото е активистката Моника Конопова-Ристевска. Добре дојде најпрво. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Практично кај тебе има 2 упади во домот на твоите родители и неколку пати се извршени претреси над тебе. Така. Зошто? Заради тоа што го користам Божјото растение, кое што лошиот човек го забранил. Заради тоа што одам против фармацијата, затоа што ја кажувам вистината за овој лек, а вистината некако многу го боли. Ќе почнем од последните настани, кога полицијата практично упадна во домот на твоите родители со кои ти не живееш, практично живееш на трета локација. Дали доби информации зошто упадна полицијата? Дали знаеш? Се уште точно не знам. Знам само дека од 20 април, значи од 19 априлот, денот кога го направи тој инцидент, имаше неколку претреси на домот по лична карта, на адресата по лична карта, каде што се водам, барале нешто нелегално, барале марихуана, канабис, значи улје од канабис и ме барале мене, меѓутоа мене не може се уште да ме најдат. Каже инцидент, само да повториме кој инцидент. Пушев џоинт, марихуана на јавно место, меѓутоа видеото не е релевантен доказ, бидејќи можам комотно да свиткам салфетка или лист хартија, и на видеото не се гледа точно што пушам, бидејќи не може да се почувствува мирисот и ако не те фатат на дело на лице место, се друго паѓа во вода. Те најдоа ли отиде во станица, што ти кажа во станица? Наредниот ден на настанот Конопфест, бидејќи тоа го направив за да го најавам настанот, за да најавам дека наредниот ден е денот на марихуаната. Здруженијето, нашето партнерско здружение Билка организираше концерт кој многу убаво помина. На самиот настан јаделе флаери од нашето здружение и само што успев да дојдам до последните ливчиња, ги поделив и ги видов инспекторите како ме гледаат и ми се смешкаат и ми викаат ајде Моника дојди со нас да се тргнеме на страна за да не гледаат. Така. И кога те викнаа на страна? И кога ме викнаа на страна, мило ми е што луѓето од околината приметија и сватија зашто станува збор, имаше и многу новинари во близина, мои колеги бидејќи по професија јас сум дипломиран новинар. Настанот беше веднаш снимен, на една од новинарките и беше одземен телефонот, се беше документирано и ја бев одведена. Прво ми беше претрес направен личен во еден од автомобилите на инспекторите, ме соблekоа практично скоро гола. За среќа жена ме претресуваше, порано ни на тоа не внимава полицајците кај нас, малце. Сега одиме кон Европа, па најверојатно внимаваат и на такви работи. Потоа ме однесоа дома по адресата на лична карта, направија детален претрес на мојот дом. И уште неколку часови, значи практично 4-5 часа траеше се во полициска станица Ѓорче Петров, имав информативен разговор. Така. Да. Како што кажав неколку пати. И се вратив на концертот. Што најверојатно ти било најважно во тоа. Да. Да се надоврземе на приказната околу твоите родители, односно твојот дом по раѓање, би рекол. Така. Ти не живееш таму, твоите родители не го поддржуваат тоа што ти го правиш преку. Па од мојата 21-2 година практично само што магистрирав и не можев да најдам во оваа држава соодветно вработување според струката. Сум работела и како келнерка, и на бензинска пумпа, во маркети, секаква работа сум работела. Многу малку од тоа што ми е струка. Исто така имам работено, меѓутоа повеќе било волонтирање. А реално никој млад човек не сака цел живот да волонтира со магистратура. Так. И така натаму сум со многу други квалификации. И кога замина од кај твоите? Одлучив јавно да им кажам со што се занимавам, всушност што ми е цел на интерес. Како го презентираше тоа? Дали можеш да ни доловиш? Па моите се сомнева во мене дека ти конзумираш марихуана. Дека конзумирам марихуана. Ги гледа уште тогаш моите постови на Facebook, уште тогаш, значи и светски веќе беше дознаен, значи светот веќе почна да се буди во тоа време. Точно не се сеќам која година беше, јас имам 21-22 години. Так. Кога веќе јавно почнав да се на некој начин занимавам со кога станав гласник на канабисот на некој начин. И моите не сака да се уверат во тоа и кога ми фатија неколку сакси дома, пошто и одгледував, и ми фати мајка ми и марихуана и ме фатија буквално и на дело и практично муабетот на маса дојде на маса и беше или ќе ја рекламираш твојата дрога
ако сакаш да бидеш под наш покрив или ќе се откажеш. Ја реков не, пошто ова не е дрога, како прво и прво. И видов тука на видеото имаше некој на протестот, пошто не можев да стигнам, пишал војната против дрогата е војна против нас. Канабисот не е дрога. Тоа треба на луѓето да им стане ясно. Значи канабисот е само лековита билка. Буквално треба поинаку да се гледа на ова растение. Не може да спадне во ниту една категорија, како што сакаме нели луѓето ние да категоризираме. Канабисот е само лек. И им реков на моите, јас знам дека сум во право. Ќе чекам неколку години, ќе поминат, можеби ќе го смените мислењето, поминаа многу години, они не го сменија мислењето им и кажав на мајка ми, цел свет ќе дознае и ќе ми признае дека сум во право, а вие уште тогаш, можеби и тогаш нема да ми признаете, но не морате. За мене стои Бог и ангелите ми помагаат, не ми треба вашата помош и така почна. Тоа што почна. Како се соочија оние со фактот дека ти ќе ја биеш твојата битка сама, подалеку од нив, односно дека нема да живееш под нивни кров, дека си спремна да се откажеш практично? Најверојатно ми било тешко, меѓутоа многу потешко ми било на мене. Никој не ме прашува мене како ми било. Меѓутоа сега сум среќна навистина. Како ти било? Премногу тешко. Премногу тешко. Особено за девојка да остане сама, буквално на улица да мора да се снаоѓа. Што правиш во тие моменти? На тие моменти многу се молев. Многу се молев и медитирав и не престанав да верувам дека ќе излезам на прав пат и дека ќе успеам во мојата цел. Успеа? Можам да кажам дека да. Секој ден успевам. Така. Секој ден и секоја вечер. Со секоја нова објава на блогот, со секој нов текст, со секоја ново интервју со некој пациент или пак со доктор, или пак со некоја личност од естрадата, сум поблиску и поблиску до целта. Целта веќе е остварена. Личност од естрадата, на што точно се мисли? На пејачи, на познати личности во Македонија чие што мислење се цени. Така. Дури да е негативно, Се среќаваш со нив? се среќавам. Да. И можеш да ни кажеш некои имиња? Па ете, например, Панчо, Сладкар, Локос Железарос. Имаме интервју со еден доктор, не ми текнува точно како се викаше, доктор во пензија од затворот Идризово, психијатар, кој што тек сега сваќа всушност која е големината на канабисот и може да се видат сите тие видеа и на YouTube каналот на нашето здружение и на Facebook страницата ги имаме објавено. Велиш, ти било тешко? Многу. Како обстојуваше тогаш? Од каде наоѓаше средства за храна, за канабис, Имаше, за масло? Така, имаше уште еден период откако излегов од дома, моите најверојатно има грижа на совест, па ми праќаа некој денар месечно само колку за кирија. Меѓутоа од пред 2 години не го прават тоа, буквално сум ставена сама на себе. И работам, постојано работам. Јас сум и симултан преведувач, полски ми е мајчин јазик, преведувам на конференции, работам најчесто во кол центри за полски јазик. Така, меѓутоа се снаоѓам. Се знаеш со Килија? Па се запознав на самото интервју. Сме комуницирале на Facebook, на интернет и едва чекав да се врати од таму од каде што Ја знаеш неговата приказна? Ја знам, да. Дали ти си спремна можеби да замениш држава доколку Спремна сум на се. Спремна сум на се, пошто знам дека сум управо. И знам, верувам во карма и знам дека правам добро, им помагам на луѓето на секој можен начин. И како што се вели, фрли напред за да најдеш позади. Што се случува со полицијата, еве, и понатаму тие доколку нели не ги почитуваш законите и законските прописи, условно кажано кривично ќе те гонат, веќе има и постапки. Да. Како ќе се случува со тоа понатаму? И те велиш немам поддршка од моите средствата кои ти ги праќале до пред 2 години ги немаш. Имам работено, имам финансиски средства, не е дека сум оставена на цедило. Моментално сега не сум на работа, бидејќи не ми се допаѓа условите на кои што бев работена во последната фирма. Така. Зашто знам дека може многу подобро и постојано сум во потрага на подобра работа. Кој е мислењето твое за оние кои ќе речат, бидејќи не секој би се согласил нели со тебе дека марихуаната е лек, туку ќе речат Моника е наркоманка, како им возвраќаш на тоа? Па веќе не возвраќам, веќе се навикнав и за моето мислење за таквите луѓе е дека се крајно глупи и не заслужуваат да живеат. Тоа е моето мислење. Така. И најчесто на таквите им се случува да им затреба лекот и потоа да се случи на своја кожа да го променат мислењето. Така. Кои биле најтешките моменти освен оние кога си требало да се селиш од домот на твоите родители? Па тешко беше и минатата година, бидејќи најголемите проблеми ги имам законски, значи правни последици. Од настанот кога на мојот роден ден, на 29.9. минатата година, ми упаднаа дома и ми најдоа 25 грама марихуана во 5 бајле. Така. Неверојатно некој ме наместил, а таа марихуана беше за роденденската прослава на мената. Така. Неверојатно тоа уште не е решено.
ете, најверојатно сакаат да помине и тоа рочиште. Не знам што ќе биде, ама верувам дека се ќе помине како што треба. Многу чудно се чувствував кога морав на мојот роден ден да ноќевам во пролеќе во полициска станица зад решетки како најголем криминалец. И полицајците тогаш се живљаваа врз мене, не сакаа да го исклучат вентилаторот, ми тропа, буквално не ме оставаа ни да дремнам, ни малку на мир. Така. Сега, дали имало полициска бруталност некогаш врз тебе применето или врз Па луѓе од тогаш кои ти ги не. знаеш? Меѓутоа имало, ми тегнале раце, ме клоцале, ми скинале јакна, имало бруталност према мене, да. И кога бев и помала, кога ме треселе на улица, сум била јавно понижувана, буквално пред луѓе, претресот бил вршен, само колку да ме понижат, сите да ме гледаат. Да, имало многу такви случаи. Дали твоите родители мислат дека ти си тргнала на погрешен пат и се уште идеш? Најверојатно мислат, но јас нема никад да престанам да... Чувствуваат ли вина? Па ја мислам дека повеќе треба да чувствуваат вина што се верници, се декларираат себе си за верници, одат во црква, а го бркаат од дома своето чедо. За мене не се тоа родители. Лесно е да се кажат овие зборови? Па веќе е лесно, бе. Зошто веќе? Помина многу време. Болката е исплачена, закопана во земја. А кога Моника прв пат се запозна со марихуаната? Имав 15 или 16 години, средна Како? школа. Како на улица? Секогаш имало нели некакви филмови, уште тогаш во тоа време. И ми било многу чудно и неверно дека марихуаната е дрога. Уште тогаш ми се увртеле во глава ставови од некои филмови, од некои песни. И морав тоа да го искусам на своја кожа, бидејќи сум многу љубопитно дете. Но првин здраворазумски размислувам. Не влегувам некаде каде што знам, например, дека последиците се опасни, но за марихуаната конкретно бев уверена дека стои некоја голема корпоративна лага. И бев во право. во моментот кога прв пат проба марихуана, првото искуство кога беше Се со кого чувствував беше? прекрасно. Си викам, вау, ова е нешто... Сега сваќам зошто ова е забрането. Тоа беше моето прво мислење што ми се роди во главата. Вау, сега знам зошто ова е забрането. Но тогаш не е свесна, верувам, Не бев не уште многу свесна тогаш за сите медицински придобивки, но уште тогаш слушав дека помага за артритис, за глауком. Тогаш беа почетните ставови излегуваа во јавност дека помага Имаш ли за ти лични рак. искуства со тебе, каде што марихуаната ти помогнала да отстраниш одреден здравствен проблем? Па да, можам да кажам, можам да потврдам дека до сега, од тоа редовно мое консумирање од кога започнав, марихуаната помогнала да не добијам јас некаков здравствен проблем. Буквално делува на мене превентивно, бидејќи секој вид на консумирање на канабисот е медицински, не може да биде поинаку, освен ако не го користиме во индустријски цели. Го користам како крема, ми ја разубавува кожата, значи помага за брчки, за црвенило, за акни, за стрии помага, за побрзо зараснуваат рани, се тргнуваат лузните, сонот ми е подобрен, можам поубаво да спијам, не се будам, имам подобрен апетит, психички се чувствувам фантастично, бидејќи делува како антидепресив, не создава зависност, те прави посреќен, ти дава мотивација за живот, ти дава повеќе животен елан. Буквално помага целиот комплекс на ум, душа и тело да работи совршено. Дали се најасно. согласуваш со ова? Практично ова е некоја кампања. Да покажам? Да, ќе ја видат, веќе ја гледат на нивните екрани. Дали се согласуваш со оваа кампања? Не, Практично ова е воопшто од не. политичка партија. Ова е богохулие. За тебе. Не само за мене. Како прво, Каде не што вели сме дека вака се да бидат добива лажени рак. луѓето. Ниедна од ставките не е точна. Да беше така, ја до сега ќе бев мртва. Значи секој ден консумирам минимум по 10 грама канабис. Така. Нема ден да не испушам еден џоинт. Значи има, не дека нема. Кога нема. Сакам да кажам, не ствара зависност, не создава. Да беше тоа вистина? Да беше вистина тоа што го пишува на постерот, не знам, можеби сум прозирна, можеби не постојам на вистина. Ќе бев мртва милион пати до сега. Канабисот практично како би го споредила, со што? Не може да се спореди со ништо, бидејќи не постои според мене билка која што можеш да ја консумираш неограничено. Ова е единственото растение кое што може само да ти помогне, не може никако да ти наштети и во никој случај не може да те убие, освен ако не се обестиш со јажа од коноп, например. Или пак ако не ти падне на глава голема количина на канабис од голема висина. Никој ништо не може, до еден од твоите зборови кога Да. се снимаше јавно, нели, со додека конзумираше марихуана.
Дали ова треба некој да го свати како провокација, па може би затоа тебе тоа апсиле во тој момент? Дали ти на тоа така Па да, гледаш? треба, бидејќи така делуваме, тоа е мојот стил, треба да се провоцира и треба да има повеќе луѓе во општеството кои што ќе бидат активисти, не само за ова прашање, за многу прашања, бидејќи само така се менуваат работите. Ако сите молчат и кјутат и прифаќаат се и се што, не е тоа демократија. И мислам дека најверојатно да, зашто и инспекторот кога ми го прави информативниот разговор исто ми кажа дека многу не провоцираш со тие изјави за кучињата, за полицајците. Кои изјави само да видиме? Па, Може би нашите гледачи не се запознаени, па ќе кажам јас. Нешто во врска со полицајците, јас ги викам кучиња. Зошто? Сепак Зошто они само си ја извршуваат. се извршуваат работата, меѓутоа не мора да ги злоупотребуваат овластувањата што ги имаат. Може би сега во последно време малку внимаваат и се покултурни од порано, меѓутоа порано не беа. Тепаа за еден џоинт, тепаа за една семка, тепаа мали деца, малолетници. И може би сега не е веќе така, но порано ета таквите семејства на пример како моето, не свесни и тотално што се против ово и се оградуваат на многу од таквите деца им се уништени животите бидејќи веднаш се затварани, криминализирани, на пример за фатане еден џоинт или едно цветче ставани се веднаш на метадонска терапија. Знам и многу такви примери. И кој е тука виновен? Па родителите, но многу јасно, што се глупави. Така. Немам друг збор, немам што да кажам. Што е со општеството? Општеството лека полека се буди На кој начин? на тој начин што оваа тема веќе не име табу. Мислиш го прифаќаат тоа? Како и да не го прифаќаат, ќе мора да го прифатат. Можам да кажам дека го прифаќаат, бидејќи реакциите што ги добивам и коментарите се позитивни од луѓето, не се негативни. На која возраст се луѓето кои позитивно реагираат на? Ме радува тоа што има и постари, и тоа доста постари жени на возраст на мојата мајка. И секогаш кога ќе ми пише некоја таква жена, си викам, камо ти да ми беше мајка. Ама тоа е тоа. Мислиш ли дека некогаш ќе најдеш компромис со твоите родители околу оваа тема? Па не, би седнала ли пак да разговараш, за да им објасниш што ти точно правиш, да ги разубедиш дека како што велиш, тоа е битка за доброто на останатите. Ти се бориш за себе. Па не ми е повеќе важно, мене ми е многу поважно законот да се смени на начин што не само луѓето што имаат многу пари се финансиски спремни да ги исполнат условите и ставките од законот за да си основаат свој бизнис легален бизнис во канабисот, туку сакам конечно да може секој пациент што е болен да одлучи самиот дали ќе купи масло во аптека, дали ќе си го направи сам или дали ќе побара на пример помош од некој лиценциран активист или лиценциран одгледувач и производител на масло, физичко лице зборувам, зашто тоа веќе е возможно во Америка, во земјите каде што е легализирано, лиценци може да имаат и физички лица. Барам исто како што може алкохолот и цигарите да се консумираат на јавно место, а сите знаеме дека се штетни и долготрајната употреба создава зависност и е летална, предизвикува смрт и болести. Канабисот да секако да може барем да има на почетокот одредени места каде што тоа ќе може да се прави. Каде што ќе може легално да се купи и консумира. Так, интересна работа е тоа што канабисот не е јавно достапен, тука да не се лажеме, не е толку барем експлицитно. И пример, мене ме интересира од каде се набавува со оглед на фактот дека не можам јас да отидам во трафика како што купуваме цигари да купиме и канабис. На црниот пазар. Каде е црниот пазар? И кој произведува, како ја произведуваат, како се разнесува, дали можеш да ни верувам дека знаеш. Да, на не некој бараме начин, точни локации, но не секој што има како. потреба од канабисот и на некој начин во својот живот ќе консумира, дали поради болест, дали за да спречи некоја болест или да го одржи резултатот, значи да го одржи доза за одржување, да го одржи резултатот од постигнатата болест, станува дел од црниот пазар, бидејќи законот сите корисници и сите луѓе што на некој начин сакаат да се ангажираат околу оваа проблематика, ги третира како криминалци. Како иде набавката? Како? Јас ако денеска се решам да земам канабис, од каде треба да го направам тоа? Треба да се јавам некаде? Да, од луѓе кои што го продаваат. А тие луѓе од каде го набавуваат? Дали е познато, дали се произведува во Македонија, може би се носи од странство? И се носи од странство. Што е полесно да се носи од странство? Најчесто од Албанија се носи требата од Косово најчесто. Но исто така и се произведува. И кај нас исто се произведува. Така. Прашањето кое природно се наметнува, што е поквалитетно, травата од Македонија или травата од Албанија? Македонската секако. Затоа што Македонија има идеално поднебје за одгледување аутдор, канабис во надворечни услови. Имаме буквално најмногу сонце,
во овој регион, а на канабисот најмногу му е потребно тоа, сонце. Многу потребно, многу повеќе од вода. Со македонскиот канабис има ли случаеви каде што луѓе се излечеле од тешки болести и дали знаеш личен нечи пример да ни го објасниш? Да, меѓутоа треба да објасниме дека постојат многу врсти на канабис. Јас конкретно мислев на канабисот што го одгледуваат нелегалните одгледувачи. Меѓутоа во Македонија постои и див канабис, сатива врсти кои што растат буквално на отворено покрај автопати, секој може да си набере и докажано е дека тие се многу добри против епилепсија. Во Израел пред некоја година кога имаше тука семинари со едно од здруженијата, знам дека примерот од таа врста е испитаа во Израел и имаат изјавено дека буквално ваква врста сакале да вкрстат наменски за некои пациенти со одредени видови на епилепсија, така што знам примери, секојдневно ми се јавуваат луѓе, не само да прашаат како се користи маслото, како да го направат, туку и буквално некој што сум го заборавила од пред некоја година, ќе ми се јави: здраво Моника, само да ти кажам дека оздравев, дека сум добро. И не ми треба ништо повеќе, за мене тој ден е веќе практично завршен, исполнет. Можеш да си го замислиш денот без марихуана, без канабис? Да. Може да се издржи без тоа? Се издржува. Бидејќи пушачите, конзумирачите на цигари велат не можам да го замислам денот без цигара. Бидејќи никотинот има такво својство. Канабисот нема такво дејство. Дури и таа половинка цигара што се става во џоинт не предизвикува зависност, не може да предизвика да се создаде зависност од таа количина на никотин, бидејќи цветот од канабисот има толку лековити состојки во себе што буквално ви ги заштитува и белите дробови од катранот и спречува да би се појави зависност на вистина. Дали има нешто што би променила, си направила нешто во изминативе години и сега би го променила со цел да си го подобриш својот живот или со цел да промениш нешто што мислиш дека си го направила на погрешен начин? Па може би не би било толку многу бунтовно, но такви ми биле годините. Гледајќи наназад, ретроспективно не би променила ништо, но од сега па натаму може би сакала малку да бидам посериозна, за да допрам и до таа повозрастна група како моите родители. Мислиш дека ќе успееш? Па јас верувам дека веќе сум успеала. Стојано, не мора да консумираш за да го поддржиш растението. Придобивките се бројни, не само во медицината, во многу индустрии може да се искористи како суровина. Над 50.000 производи може да се произведат, буквално може да замени се што не е направено од метал и од стакло. Тоа го кажа еден од научниците на еден од семинарите на кои што сум присуствувала. Може од влакната не само да се направат јажиња, текстил, обувки, може да се прави хемкрит, градажен материјал, лијана пластика, автомобилот на Хенри Форд, не само значи што одел на биодизел гориво од коноп, туку каросеријата била направена од коноп и затоа не дозволила да се произведува, бидејќи во тоа време не им одговарало, се уште до ден денес не им одговара на некој да возиме еколошки автомобили, например. Бидејќи мора прво да се загади планетата, па после да се делува некако од некоја страна. Индустријата е крива за се? Апсолутно, а дури и не знам дали спомнав, го прочистува воздухот, значи конопот да се расте слободно по полињата на секаде на планетава, ќе го прочистува воздухот многу подобро од шумите, бидејќи за 3-4 месеци дава многу поголема лисна маса отколку едно дрво што му треба 10 на години за да ја оформи својата крошна, например. Сметаш ли дека гледачите што моментално не следат ќе го сватат ова сосема поинаку? Дека практично можеби сега издрогирана, па зборува глупости? Нека мислат што сакаат, не мора веднаш да го сменат мислењето, барем ќе ги натераме да седнат на интернет и да гледаат некакви документарни филмови на оваа тема, па можеби нешто ќе им се отвори видното поле малку повеќе. А очекуваш ли ти по ова интервју од како Евел Белодини дека ти конзумира секојдневно марихуана и така натаму, дека можеби ќе те пречекаат полицајци за повторно да бидеш уапсена? Можеби. Но не се плашам. Не се плашам. Не се плашам, не се плашам. Нема зашто да се плашам. Нема зашто да се плашам. Така. Едноставно, што и да се случи, ќе си го проголтам. И нема да престанам, ништо нема да ме спречи, зашто? Дури не затворска казна? Дури не затворска казна. Значи ти ги зема сите... Ќе се ја орлежам. Така, ги зема сите негативни работи што може да се случат врз тебе и последици. Така. И се си свесна што правиш. А дури ако стигнам пред да ја стане правосилна пресудата,
И јас како Кили ќе го земам неговиот пример. Ќе бидам активист од далечина, не бидејќи страницата мора да продолжи да постои. Новостите за канабисот на светско рамниште мора да продолжат да бидат преведувани на македонски литературен јазик. Имало ли пријатели во твојот Само да живот рекам. кои практично ти кажувале дека ова што го правиш е штетно? Тие повеќе не ми се пријатели. Со самата таа изјава која ќе ми ја кажат или да не претеруваш малку, да не е многу, тие повеќе не ми се пријатели. Значи, веднаш се отргнуваш од нив. Такви луѓе не ми требаат. Не ми требаат луѓе што ме оттргнуваат од мојата цел. Зашто знам, премногу сум прочитала, премногу филмови сум гледала, со премногу луѓе сум зборувала. Не може да биде штетно, значи поштетна може да биде водата во преголеми количини, но не и канабисот. Ги повикувам сите, ги поканувам, бидејќи јас не сум лекар, но не значи дека нема еден ден да станам. Ако консумираат некакви одредени лекарства, за некоја си помала дијагноза, па дури за посериозна, да пробаат и со улјето од канабис. Не да се откажат од конвенционалниот третман, меѓутоа да го имплементираат во секојдневната диета и канабисот или маслото или тинктурите или било која форма на екстракт и да видат, самите да видат на своја кожа како ќе се чувствуваат. Практично кога одиме на журки, секогаш околу нас, барем еве ние што не конзумираме, можеме да осетиме кога некој конзумира марихуана и се тоа е во ред. Зошто тоа е во ред на журка на отворено? Зошто мислиш дека тоа го На толерира? државата така и одговара. Значи сепак и одговара. На системот, свесна да, е, така? Да. Апсолутно за се. Така. Добро, Моника. Ти благодарам. Благодарам уште еднаш за поканата. Твоето гостување, јас се надам дека ќе се избори за тоа што ти е цел. Благодарам. Тоа беше се од денешниот интервју со Моника Ристовска, активист кој се залага за легализација на канабисот. Ви благодарам на вниманието.